Собраниската комисија за избори и именувања даде зелено светло за Катерина Зајкова да биде нов член на антикорупцијска. Председателот на комисијата Ѓорги Сајковски пред да ја стави точката на гласање информираше дека Зајковска била дел од 5 кандидати кои ги исполнувале условите и освоила најмногу бодови по спроведените интервјуа во рамките на собранието. Констатирам дека комисијата со мнозинство гласови го усвои предлогот за член на Државна комисија да биде кандидатката Катерина Зајковска. Истата ќе биде доставена до Собранието на Република Македонија. Од утврдената листа на Комисијата за селекција на кандидати за избор на член на Државна комисија за спрошување, најдобро рангиран кандидат од спроведеното интервју е Катерина Зајковска од Скопје, која е прва на ранглистата и доби најголем број на бодови, односно 90,67. Опозицијската СДСМ, пак иако без конкретни забелешки, сепак излезе со став дека според нив изборот требало да падне на кандидатот Милка Муратовска, но и реагираа дека разликата меѓу прво рангираниот и второ рангираниот кандидат не била ниту 1% поен. Сметам дека овде е многу јасно. Имаме кандидатка Милка Муратовска, која што има 2 магистратури, има едини можеби досега кандидат кој што бил на дневен ред овде, а има токму специализирано образование во делот на антикорупцијата. Бираме член на Државната комисија за спречување на корупција. Имаме кандидат кој што магистрирал токму на антикорупцијски науки во Луксембург, има одлично CV. Катерина Зајковска треба да дојде на местото на поранешниот член на антикорупцијска Цвета Ристовска, која си поднесе оставка по скандалот со финансирањето на партиите на претседателските избори на кои работеле фирмите на нејзините деца. Сепак изборот на Зајковска деновиве го оспоруваше и партијата Левица поради како што велеа нејзината работа во антикорупцијска и изразија сомнеж за секторот за финансирање на политичките партии дека Зајковска можеби е дел од мрежата на Ристевска.